прво часот ќе го започнеме како секогаш релаксирано со некои 3 игри. Така и денеска по математика часот го започнуваме со една занимлива задача, односно со една загадка. Вие секогаш кога ќе правиме некоја контролна тест, ве интересира што сте добиле. Па така учениците од 4-то деление по имиња Дарко и Моме ја прашале својата наставничка што добиле на контролната и упорно ја молеле да кажат кои оцени ги добиле. Бидејќи учителката знаела дека тие се љубители на различни досетки, таа им одговорила вака. Ако така упорно продолжите, ќе ги дознаете сами своите оценки по математика доколку ја решите следнава задача. Значи, треба да ги подполните местата на празните квадратчиња и звездичка, значи цифрите кои што ќе ги добиете, така што горното квадратче е оценката на Дарко, а долното квадратче е оценката на Моме. Имаме 2 празно место, звездичка по 2 и добиениот производ. Значи, имаме 9 учесници во оваа игра, што значи секој од учесниците ќе добие по едно бројче од 1 до 9 и значи кога ќе кажам јас некој број, треба броевите кои што се множители на тој број на производот да истапат по еден чекор напред. Например, кога кажам бројот 42, тие што ќе ги имаат бројчињата 6 и 7, ќе истапат еден чекор напред и ќе кажат зошто истапиле напред, нели бидејќи 6 по 7 се 42. Бројот 30. Ајде, кој број го имаш ти? 6. 5 по 6 30. Така, 5 по 6 30. 5 по 7 по 6 30. Така, вратете се 27. Кој број го имаш, Никола? 9. 3. Значи 3 Мене најмногу ми се допадна последната игра, бидејќи требаше да се доседуваме за таблицата. Но исто така ми се допадна и првата игра и наставното ливче кое требаше да го пополниме, бидејќи со тоа можевме да го истакнеме нашите. Многу ми се допадна, најмногу ми се допадна последната игра, бидејќи можевме повеќе да научиме и некои бројчиња што имаше да не зборат, но сепак ние ги се досетивме.